Непријатни изненадувања за демократите. Републиканците победија во трката за гувернер на Вирџинија за прв пат по една деценија. И тоа со кандидат кој никогаш немал јавна функција. Alrighty, Virginia, we won this thing! А во Њу Џерси, иако гувернерот од Демократската партија Фил Марфи беше реизбран, трката беше многу тесна. Thank you, New Jersey! Во Вирџинија, кандидатот на демократите, Тери Меколифи, се обиде да го поврзе противникот Глен Јанкинс со Доналд Трамп, во обид да привлече гласачи за себе. Републиканците пак се фокусираа на прашања кои ги засегаат обичните луѓе: даноци, образование, криминал. The public perception right now is that the Democrats who are in control of Washington can't get things done that they said they were going to do, and the Democratic brand is suffering. Ваквиот впечаток кај јавноста пред се резултат на планот на американскиот претседател Џо Бајден да изградиме повторно подобро, кој со месеци беше заглавен во Конгресот, а конечно беше изгласан доцна синоќа. Со него се предвидуваат 1,75 трилиони долари за социјални трансфери и за борба со климатските промени. It's going to lower inflation, raise wages, increase competition, create 2 million jobs a year. Републиканците на резултатите од изборите во Вирџинија и Њу Џерси гледаат како на доказ дека јавноста не го прифаќа планот на Џо Бајден. Democrats should listen to the voters. Drop this reckless taxing and spending spree and stop trying to ram through a socialist transformation that the American people never asked for. Демократите пак остануваат на ставот дека токму планот да изградиме повторно подобро е она што го сакаат гласачите. The challenges American families and workers are facing today are enormous, and President Biden's agenda is the remedy to much of their hardships. It's just what the American people want and what they need. Демократите имаат тенко мнозинство и во Сенатот и во Представничкиот дом. Следната година се одржуваат избори за членови на Конгресот, а резултатите од гласањето за гувернер на Вирџинија и на Њу Џерси го зголемија оптимизмот кај републиканците, кои се надеваат дека ќе ги освојат и двата законодавни дома. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.